МУНА е Асоцијација на Обединети нации во Македонија. Самото име е тоа на англиски, значи Macedonian United Nations Association. Вакви организации постојат низ целиот свет. Така да кај нас немаше и решивме да направиме една асоцијација на Обединети нации. Регистрирани сме како невладина организација во Македонија. Постоиме само 6 месеци за сега, релативно сме млади, не фати баш бранот со ковидот, така да тоа малце ни створи потешкоти во работењето и функционирањето. Што е нашата идеја? Нашата идеја е промоција и едукација за вредностите и целите на Обединети нации. Преку најразлични предавања, дебати, преку конференции, симулации се обидуваме да ги активираме младите, кои што ни се целна група, да ги активираме да размислуваат малце пошироко, да створат некое критичко мислење, да им ги подобриме нивните вештини за дебатирање, за размислување, за согледување на проблемите во светот на едно поглобално ниво и организираме најразлични дебати со најразлични теми. Например, следната дебата што ќе имаме ќе биде околу конфликтот на Ерменија и Азербејџан, околу делот на Нагорно Карабах, за кој што мислам дека многу луѓе не знаат од кај потекнува проблемот, дека е конфликт кој што трае со децении, не е нешто ново и каде што ќе пробаме тоа да го објасниме, да ја објасниме ситуацијата и ќе направиме една симулација која што е нешто што ќе пробаме да го воведеме во Македонија како концепт, наместо обична дебата да направиме симулација. Поточно, правиме симулација на некој си орган од Обединети нации. Во дебатата за Ерменија и Азербејџан, тоа нормално ќе биде Советот за безбедност, каде што прашањето би требало да биде ставено на дневен ред. Ќе има луѓе што ќе водат дебатата, на англиски кажано chairs, а сите учесници ќе представуваат една од државите членки на Советот за безбедност. Така да, например, доколку јас ја представувам Кина, јас не ги представувам моите ставови, јас ќе ја представувам официјалната позиција на Кина. И секој член ќе представува по една држава, каде што ќе се добие, да кажем, едно ниво на непристрасно, затоа што представуваш нешто што можеби не е твој став. И така ќе преку таа дебата ќе пробаме да направиме некоја, да кажеме, пробна мини резолуција, како би можел да се реши конфликтот. Нормално ќе ги има и Ерменија и Азербејџан како главни страни во целата проблематика. Тоа е нешто што го правиме често. За сега ги правиме преку Zoom платформата заради ситуацијата, но идеално би било вакви дебати да се одржуваат во живо, затоа што тотално е друг филингот кога имаш некој представник до тебе од земја со која што не се поднесувате или од земја која што може да ви биде стратешки партнер, па можете да се договарате, па да смислувате стратегии. Се е малце повештачки преку Zoom-от, но сепак е најдобрата работа што во моментот можеме да ја направиме со оглед на рестрикциите. Колку членови бројка имате ли доволно за или може да се случи некој друг мотив? Да, ова е отворен повик за сите што се заинтересирани. Сите наши активности навремено се објавени на нашата Facebook и Instagram страна. Можете да не најдете под МУНА Скопје и на Instagram и на Facebook. Сите активности ги објавуваме, исто така објавени се и дел од видеата што ги имаме објавено и многу други од Zoom конференциите имаме објавено делови како тече дебатата, а секако нашите членови си присуствуваат. Имаме околу 20 на членови за сега, кои што си имаат уплатено годишна членарина, кои што се активни, кои што ни помагаат во организација на овие настани, затоа што ова што го правиме не може да се направи со 1, со 2 или со 5 мина. Ни требаат луѓе, секој со своји способности, некој е добар во
може би во IT, некој е подобар во дебатирање, некој е подобар во графички дизајн, сето тоа ни треба за да можеме да функционираме како што сакаме. И мислам дека понатака само уште повеќе ќе раснеме со нови членови и се надевам дека кога ќе помине целава криза, не знам кога ќе биде, дека ќе можеме да направиме една убава голема симулација во живо. Кажавте светски проблеми, глобални теми, но нема нели ограничување некое, значи може од климатски промени до војни конфликти. Точно така. Ние се интересираме за сите тематики што ги тангираат Обединетите нации, а тоа е генерално се во светот, како што кажавте, од климатски проблеми до права на жените, до полова еднаквост, до не знам, до климатски промени, до енергетика, до ковидот сега, било која тема може да биде обработена, било која тема може да биде ставена на дневен ред, која што и веќе е ставена во Обединетите нации, така да имаме широка лепеза на опции за обработување на вакви едукативни содржини. Има ли, може Мартин тоа да го каже, има ли заинтересираност кај младите, затоа што кажавте дека е целна група нели ваша, токму младите. Покрај нели вашите членови, кажувате дека има и други лица кои што... Така, значи доста нашите членови се студенти кои што моментално студираат во странство и сепак имаат желба да присуствуваат на симулациите кои што ние ги креираме преку Zoom, како што објасни Андре. Потенцијалот на МУНА би рекол дека е доста голем, зашто првенствено им даваме шанса на младите да се активираат во општеството, да научат доста за Обединетите нации, кои цели тие ги поседуваат, за што воопшто станува збор конкретно во светот, со кои глобални проблеми ние се соочуваме во денешно време. Би рекол дека короната можеби моментално колку и да има направено препрека за ние да растеме како компанија, толку има дадено можност ние да најдеме веродостојни топици за дискусија за младиве да може да се активираат, да се пуспешат во нивните дебатирачки способности, комуникацијски вештини и така натаму и така натаму. Колку е самата дебата како концепт развиена овде нас? Имате ли за тоа некоја? Би рекол дека не е се уште доволно развиена, значи дефинитивно работиме на случајот да научат како треба да се дебатира, колку трае една оригинална дебата. Мојот колега Андреј, не знам дали напомена, ама една нормална дебата трае од прилика 2 до 3 дена, можеби по 8 сати на ден. Се уште не сме стигнати до такво нешто. Значи, во главно нашите дебати гледаме да траат од 2 до 3 сати, се зависи со време како се координираме сите, но би рекол дека понатаму би било како тоа правото. Може да се каже дека се работи за едукативни дебати, затоа што нели мора самите учесници да, како што кажа нели Андреј, да го знаат ставот официјален одредена држава, да дознаваат политики. Дефинитивно потребна е припрема, како и за се во животот. Јас кажам, значи оној кој што е припремен нема да има проблеми никакви. Секако дека потребно е истражување за тој одреден топик пред да се почне дебатата, да се има колку толку познавање за што треба да се говори и како што напомена Андреј, не е дека ние треба да имаме наш оригинален став, туку ставот на државата која што ја представуваме. Значи треба да научиме кој став го има таа држава за да може да го представиме нивниот став за време на дебатата. Да, имаме материјали за се тоа, имаме за правилата на однесување, дипломатски протокол, како да се спремат делегатите, како добро да ја представуваат својата држава, на што да се фокусираат и нормално имаме варни предавачи кои што ја водат дебатата, тоа се луѓе кои што ова го работат, кои што заработуваат за живот на овој начин. Поточно имаме двајца предавачи, едниот е од Еквадор, кој што во моментов работи во Обединетите нации. И ова хоби го има преземано, да кажеме, многу одамна, а вториот ни е американец кој што живее во Тел Авив и тој е еден од најдобрите едукатори за симулација во светот моментално, тоа го работи за живот, така да преку нив тоа се наши лични контакти, пријатели, преку нив успеваме нашите дебати да бидат на доста високо ниво, затоа што тие секој момент знаат да прекинат, да суфлираат,
да помогнат, да им посочат на членовите каде грешат, што може да се подобри како треба. Така да работиме се уште на тоа, како што кажа Мартин, да можеме да успееме да направиме една фул дебата, која што ќе трае и по 8 часа, но за тоа секако ви треба спремни членови, ви треба луѓе кои што имаат слободно време, ама и луѓе кои што таа проблематика ги интересира, затоа што 8 часа да дебатираш нешто е многу тешко, дури и за нас, кои што сме иделе на вакви дебати, кои што сме биле во таква ситуација, многу е тешко да го задржиш фокусот, поготово, затоа што дури да имаш некој добар аргумент, доколку го изгубиш фокусот и не знаеш кој што кажал, таму више се губи целата поента и можеш да имаш многу добар аргумент, а да ти падне буквално во вода. Значи потребна е голема концентрација. Да. Затоа во моментот правиме мини дебати, 2 до 3 часа максимум. Следната дебата што ќе правиме, како што напоменав за Арменија и Азербејџан, ќе пробаме да ја кренеме на едно повисоко ниво, со тоа што ќе трае 2 дена, по 2 до 2,5 часа секој ден за ден, например, може да биде среда со четврток. Се уште немаме одлучено на точниот датум, затоа што сакаме најверојатно ќе биде или следната недела или неделата после тоа, затоа што сакам да им дадам доволно време на луѓето да се припремат, затоа што е една комплексна дебата, едно комплексно прашање кое што нема точен одговор, да кажеме, и нема точна страна, не е црно-бело, овие се добрите, овие се лошите, така да мислам дека ќе биде доста квалитетна, ќе биде се објавено на нашиве Facebook, Instagram профили благовремено и мислам дека ќе има добар одзив. Кажете, сте били и вие во такви ситуации. Значи, од каде ви потекнува идејата? Ваше искуство е па Да. Јас имам завршено меѓународни односи и дипломатија во Универзитетот Есекс во Велика Британија. Таму се запознав со концептот на симулација и со модел United Nations. Тоа беше доста популарно на такво ниво да дури секој универзитет си организираше своја дебата годишна. И влегов таму во, да кажеме, во дебатниот клуб. Почнав да шетам наоколу, да идам на различни дебати, прво низ Англија, потоа низ Европа, потоа низ целиот свет, стигнав до Русија, Сеул. Тоа се дебати на варивно ниво, поготово таа во Сеул беше, се вика Олимпијада на модел UN, затоа што е организирана од Универзитетот Харвард. Има преку 2500 учесници и една од најтешките симулации на кои што може некој да отиде, затоа што таму луѓето се ултра спремни, ултра компетитивни и е многу е тешко да успееш да го задржиш фокусот или да успееш да наметнеш некоја своја идеја, уствари идеја на државата што ја презентираш во таков крug, но е прекрасно искуство. Од таму идејата дојде за модел UN, еве и Мартин има учествувано на неколку национални, и сега нашата идеја е да почнеме со еден национален модел UN, понатака како што раснеме како организација, како што се шириме, да успееме да направиме еден меѓународна симулација, меѓународен модел UN во Скопје, но сепак тоа се зависи од ситуацијава и од одзивот, првенствено да видиме како ќе успее прво кај нас, па потоа можеме и да направиме нешто со странски членови. Претпоставам, Мартин, и ти, како што каже Андрей, го имаш сличното искуство и ако можеш да ни кажеш и други теми до сега на Zoom платформата кои што сте ги симулирали. Конкретно последната платформа што ја правивме беше поврзана со коронавирусот. Конкретно се дебатираше дали школите треба да се отворат за време на коронавирусот. Имам сестра помала, Марта, која што се вика, би рекол дека она се соочуваше со сличен проблем. Еве ќе ја кажам нејзе како интересен пример во ситуацијава, пошто студира во Полска и во Полска има створено како хибриден систем, еве така ќе го наречам, каде што најново беше 4 дена да се земаат онлайн часови, а еден ден да се присуствува физички. Тоа беше причината што мојата сестра реши да направи пауза малце, бидејќи
нели, не знам ни колку е исплатливо тоа, но конкретно еве секој беше задолжен со одредена држава која што имаше решение дали треба да се отворат тие школи, јавни институции или не треба. Интересно искуство пред се, еве јас сум малце понов член, 2,5 месеци сум веќе public relations за МУНА. Немав слично искуство како Андреј, јас студирав во странство точно во Америка, има прилика да завршам економија, има прилика да запознам доста луѓе од странства. Откако се вратив во Македонија, немав толку можности да запознам странски студенти, странски луѓе во главном, и МУНА ми овозможи да си го проширам социјалниот круг, значи да запознам луѓе од различни земји, а воедно да научам доста за дебатирање, комуникацијски вештини и тоа. Успеавте ли да, за краткото постоење, некој настан во живо, што се вели да организира? Да, успеавме еден настан да направиме во живо, кој што не беше дебата. Може би заборив да кажам, иако на нас фокусот ни се дебатите и организирањето симулации, сепак организираме и други видови на настани, како што се, например, предавања, каде што после предавањето нормално има прашања и одговори, и организираме и хуманитарни настани. До сега имавме еден хуманитарен настан, тој беше единствениот настан што успеавме во живо да го направиме. Беше хуманитарна аукција на слики, на уметнички дела, во комплексот Капанан во Скопје. Мислам дека беше некаде јуни месец, 10 јуни, 11 доколку не се лажам. Имавме двајца автори кои што се согласија да ни подарат 6 уметнички дела, Владко Тасевски и Марија Харпер, ќе ги споменам и тука. Делата ги ставивме на продажба на една аукција во живо, каде што имаше надавање, имаше почетна цена и потоа се надава сите присутни, а сите средства што ги собравме од таа аукција ги дадовме за деца со специјални потреби во основното училиште Браќа Миладиновци во Куманово. И во вид на донација, не е парична, но им купивме UV лампа, купивме реквизити што беа потребни за децата. И така, мислам дека беше еден многу интересен, добар ивент. Проблемот беше ковид како и секогаш, не можевме да викнеме многу луѓе, мораше да има прописна дистанца, делевме маски на влез, вода сето тоа малце ја уништи атмосферата, да кажеме, до некаде, но со оглед на се мислам дека ивентот беше супер, дека направивме нешто добро, дека успеавме малце и да се промовираме, да не запознаат луѓето, така да и од самиот ивент добивме и доста нови членови кои што беше интересно тоа што го правиме, кои што можеби немале можност да се запознаат, не приметиле на Facebook, на Instagram, или виделе па не знаеле што се дешава, така да тоа беше супер. Се надевам дека понатака ќе успееме да правиме уште многу настани во живо, па освен дебати секако уште некоја хуманитарна акција не би била на одмет. Имате ли членови од други земји или се конкретно од СИТО? Имаме 4 членови од Романија. Тоа се студенти, деца помлади, кои што се околу 16-17 години, страшни дебатери, многу се добри, затоа што во Романија е многу застапен овој концепт. Имаат многу јак модел UN, да кажеме, society, и ова на нив им е чисто прилика да запознаат нови луѓе, да ги прошират своите знаења, своите дебатарски способности и да се припремат за надпреварите што тие ги имаат во Романија. Затоа што кај нив, например, имаат надпревари во дебатирање, каде што има и парични награди и се така, и е на многу високо ниво. Така да МУНА им представува одлична платформа за подготовка за такви настани. Со оглед на тоа дека најверојатно ќе потрае оваа ситуација со пандемијата, кои ви се плановите за војнина? Ќе се концентрирате претежно на вирални или на онлайн? Ќе се концентрираме првенствено да си ја промовираме нашата невладина организација, ќе продолжиме да рекрутираме млади кадри кои што ќе продолжат да прават истата дејност како што јас и Андреја правиме моментално.
се надам дека тоа успешно ќе се одвива со текот на времето. Конкретно сега прашање кога би завршила оваа криза со која што се соочуваме, ама ајде да се надеваме дека 2021 година ќе биде подобро од 2020.